разговараме за можностите на младите од ово општество, но и за бенефитите кои што ги има ово општество од прогресивна младина. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Дали убаво најавив? Двете страни. Дали се тие двете страни? Најважно е се осојузени страни. Дали се осојузени или? Па мислам дека тука е потребна многу поголемо разбирање и многу поголема фокусираност на младите, значи кон нив и на слушање на нивните потреби и барања. И тука мислам дека ќе направиме, но еве. Сега да, имаме и представник на младата прогресивна сила во која што многу веруваме за промени, се разбира, но ова е малку контрадикторно, Бојан, затоа што велиш насоката е кон младите, дека тие треба да ги направат промените. Дали тоа значи, можеби некој ќе го исперцепира дека тие треба да прифатат дека тоа е тоа. Општеството е такво, тоа е, па ајде сега да се снајдеме во тоа е. Ако компарираме како било порано и денеска, например, денеска е многу тешко да ги убедиме младите луѓе дека тоа е тоа. Зошто? Заради тоа што можностите се неограничени. Новите и медиумски можности, и интернет и технологија направија да вратите се многу широко отворени. Ако на тоа додадеме и отворените граници, ефтините летови, се она што пред 15-20 години не беше достапно за нашите млади генерации, дефинитивно е јасно зошто денеска вие не можете ги натерате младите да прават било што. Според мене исправно и не треба да ги натерате. Ние многу како општество вложуваме напори да се убедиме и натераме да правиме нешто, наместо да се мотивираме. Да се привлечеме во наводници нешто да изгледа многу попривлечно. Сметаме дека со присила или со затварање на граници дека нешто ќе функционира. Не функционира така работите ни кај нашите генерации, особено кај младите луѓе. Така што според мен ова е добро. Сега дали ќе успееме тоа да го направиме како треба, останува прашалник, бидејќи отпорот постои. И втората работа, зошто денеска младите е потребно да бидат инволвирани многу повеќе од порано, бидејќи ова е дигитално време. Ова е време во кое што тие се родени природно, знаете како природна средина. Многу повеќе за нив него за нас или за повозрасните од нас, заради тоа што нешто кое што досега никогаш не се случувало и затоа треба да се остави многу повеќе го креираат општеството. И сега тука веднаш ќе го вклучиме Игор дека колку е лесно и колку младите добиваат ветер во грб сакајќи да остварат своји цели во кои што се уште на некои видни позиции, во администрација особено, работи повозрасната генерација, колку тие се отворени да го дадат своето знаење и да ја отворат портата. Ајде сега, како беше кажи си. Вие искрено се уште кај нас тоа дека мислам не се дава толку шанса и на младите. Се уште се оние како да кажам постари генерации и потешко е, ја мислам, за младите да дојдат до израз. И како да кажам, тие си го бараат својот спас, да кажам, или излез во странство, таму да се школуваат и на крајот да останат таму и да се живеат, бидејќи тие се можностите кај нас. А во кој дел не може да дојдат до израз? Во делот дека тој е млад и не знае што прави? Не знае да работи во тој дел. Затоа што ако е во тој дел, треба тука повозрасната генерација да биде дојди јас ќе те научам. Нели така? Па би требало така да биде. Јас сметам дека не е моментално така. И дека е тоа причината што младите си го бараат спасот надвор. Има една анегдота, вели се си има своја граница, ако ќе поминеш таа граница, веќе си во странство. И за жал, таа анегдота станува реалност кај нас и спротиставените возрастни страни, значи повозрастните и младите, имаат различно гледиште. Повозрастните велат младите не се доволно упорни, не се доволно посветени и не се доволно активни. По младите велат не добиваме шанса. Сега јас иако сум повеќе во оваа првата генерација, сепак најавам за помладите, бидејќи навистина мора да се остави повеќе простори и место. И не зборуваме само за администрација, туку зборуваме генерално за се. Вие тргнете од образовниот систем. И порано, и денес. Основното што се гледа дали сте успешни е бројката, оценката. Секако дека е важно, меѓутоа не може да е само таа. Да, понатаму да е таа реперот. Само репер. Значи, дали се петки, четврки, да не ги редиме бројки. Ако има петки, он е добар. Ако има не знам тројки, одличен. Ако има тројки, доволен бројка и така. Значи, во ред, секако дека оценката е важна, меѓутоа тој навистина е стар образовен модел на оценување. Мислам, важен се уште, но не е се.
Втората работа се надпреварите, меѓутоа на оние така наречени природни науки, математика, физика, хемија, многу важни. Меѓутоа, или македонски, или албански, зависи кој мајчин јазик и така натаму. Меѓутоа, тука го нема општествениот активизам. Например, Игор е фудбалер, кој што професионално се бави со тоа. Сега, колку е тоа вредно, но тој јас само ја отварам како. Значи, колку тоа се вредно, или јас имам многу и роднини, меѓутоа и со работници во нашиот институт кои што работат општествени работи, промени на закони, активизам и така натаму, никогаш тоа не може да се вреднува во нивната оценка или во успехот кој што понатаму ќе им да отвори повеќе шанси. Тоа секако дека се вреднува. Меѓутоа, формалното образование не го препозна. Ние додека се уште функционираме за почеток во образованието како пред 30-40 години, многу е тешко да очекуваме општество кое што во секоја друга пора ќе се прилагоди на новото време. Сакате да кажете дека си уште сме конзервативни во повеќе аспекти во општеството. Да, тој е фудбалер и сакав подоцна тоа прашање да го наметнам, затоа што, особено во спортот, ако те бива, веднаш ти велат, гледај да си го најдеш патот со некој познат клуб, така, да заминеш во некој познат клуб, но ти остануваш тука, во кој што се уште се бориме за спортски можности, можности за младина, можности да имаат игралишта, места за тренинг, се уште се бориме да влеземе во која лига, не знам, се бориме за прва лига и така. И сега, што ќе кажеш? Сакам да бидам тој кој што ќе ги промени нештата? Па, јас би сакал, ама тоа не зависи само од мене. Од кого зависи се? Кој се е вклучен? Па, најпрво Фудбалската федерација. Добро. Потоа се сите вклучени во фудбал, играчи, играчи, тренери. Така, добро. И сите останати. Човечки фактор? Колеги? Да. Така? Да. Надредени? Надредени баш тренери, шефови, директори. Која смислам дека треба повеќе да улагаат во повеќе да вложуваат во спортот. Зашто имаме тако државата како круна на се ова што зборуваме, така? Да, зашто една соседна Србија имаат многу подобри услови и предиспозиции за да успеат, да кажам. Како да кажам, поубави можности, имаат повеќе шанси, имаат терени што не е ветно, каде да тренираат, имаат луѓе што се стручни на таа професија и кои можат да им покажат. И иднината, они знаат дека е во младите, така што они се фокусираат на нив, не само Србија, да кажам, на секаде. Добре, земавме пример. И ако е иднината во младите, и кога ги споминавме чинителите, каде тука се создава проблемот во делот на одиме напред, но некако многу спора? Апсолутно. Бидејќи проблемот е во тоа што не иднината, сегашноста е на младите. Бидејќи ако сакате да направите иднина за младите, треба да ја градите во сегашноста. Односно треба да работите сега. Така е, заедно со нив. Бидејќи ако вештачката интелигенција игра голема улога во секоја професија денеска, од, не знам, фудбал до хигиена, до право, значи, тоа е поле каде што младите многу повеќе ќе бидат зависни во својата иднина. Ако не ги вклучите да креираат од сега иднина на таа тема, ќе изградиме општество по наша мерка. Ако изградиме општество по наша мерка, тогаш тоа нема да е општество каде што младите ги се чувствуваат добре дојден. Повторно велам, мора да земеме предвид дека денеска општествата се разликуваат многу повеќе од порано. Секоја етапа во развојот на човештвото носел напредок. Меѓутоа, ова денеска е навистина огромен рез, огромна разлика од тоа што се сме научени да биде претходно, бидејќи ние сега мислиме дека сме се родиле со овој телефон. Или дека тој интернет не бил достапен и јавување сегде, заборавајќи дека пред 15 години и тоа сме го немале. Или пред 20 години, или дека пред 30 години сме имале телефон за жица во ходник. Тоа јас но тоа младите денеска го нема. Обидувам да го раскажам на децата. Така е. Да, им представам како било нашето растење, нашето дете. Не можат и не треба, освен во музеи да го разберат, бидејќи тоа е општествен развој. Ми тоа сакам да кажам, за да разбереме колку е различно денеска, тоа е наједноставниот пример. Значи, од телефон во ходник за жица, со двојник, на 1, 2, 3 телефона приклучени интернет со кој што комуницираме со целиот свет. Затоа, младите треба да видат сегашноста и треба да се даде шанса. И тоа ќе не направи нас како повозрастни генерации многу посилни.
Сега, тука се наметнува прашањето дали ово општество ги знае бенефитите кои што ги има од прогресивната младина. Па, ако Еве ќе зборува Игор во својата нели фела, ама еве со тебе општо. А ако ги знаеме бенефитите, нема да се случува толкова иселување. И повторно ќе кажам, не е проблем иселувањето првенствено. Најголемиот проблем е Оти тоа се лоцира како најголем проблем. Оти иселувањето значи желба за искуство. Меѓутоа, кога ќе ги прашате младите дали би се вратиле, кои ќе ви кажат малтене 0% не, тука е проблем. Тука е, да, точно. Бидејќи ако вие немате луѓе кои што сакаат да се враќаат назад, тоа значи дека акцијата на државата, вредноста е многу мала. И тоа е проблемот. И тоа е проблем за секој од нас. Небитно дали сме власт, опозиција, спортски, значи секој сегмент од општеството. Значи вредноста на нашата земја е многу мала кај нашите луѓе. Небитно каде и што одат. На прашањето колку би се иселиле имате од 40 до 80% би се иселила. На прашањето дали би се вратиле немате да. И тука е главниот проблем. И сметам дека тоа го дава најголемиот одговор. Дали ние правиме такво општество или не, дали ги гледаме бенефитите. За жал, кога би ги гледале, навистина ќе оставиме тоа да биде така. Бидејќи главниот аргумент на моите и особено повозрастна генерација, младите ќе погрешат. Ма до сега не се направени грешки. Ама нели со грешки се учеше? Тоа е прво и второ, од повозрастни не се направени до сега грешки. Направени се еден куп. И нели грешиме додека сме живи. Тоа е поинтата како да научиме каде грешиме и што треба да направиме подобро, така? Апсолутно. Да, Игор, во делот во кој што ти работиш, живееш, што сметаш дека е најголем бенефит за државата од истото? Па, ја мислам дека со спортот се промовира најмногу државата. И тоа многу значи. Бидејќи ако мислам со уложување, како што кажав претходно во спортот, стварно доаѓа до израз и Македонија и се промовира и стварно можеме да дојдеме до израз на многу сегменти. И тоа е, да кажам, бенефитот од спортот. А освен тоа, се учи здрав начин на живот, што е многу битно за дечките, бидејќи, еве да кажам, сега нормално нели се развива технологијата и си да се пред компјутери, телефони, се тоа, но јас мислам дека пак треба да се задржи еден здрав начин на живот, што меѓу младината. Меѓу младината, баш така. Да. Што е многу поретко, има многу поретко деца што тренираат. Не само фудбал, сите спортови, општо не мора ни да е фудбал, ни ракомет, теретана или трчање, нешто такво. Само да ги осознаат тие здрави навики на живот. И ќе речат многу пати кога ќе ни дојдат спортски тренери, велат со спортот се воспоставува како војска, се воспоставува ред во животот, во кој што дисциплина и ред, во кој што и самиот понатаму знаеш како да си ги подредиш. Што не траешно, мислам, не траешно, ама најкорисно што ако и да не успее, да кажам, понатака во спортот, тие навики што ќе ги стекне во тој период, тој ќе си ги има за целиот живот. И учиш да се бориш. Да, дефинитивно. Да, дека имаш цел. Сега, колку младите се, еве според искуството, колку се борат за својата цел тука, или кога ќе најдат во некој дел на пречка, односно на најчесто институционална, дали тука се повлекуваат, едноставно затоа што не можат да се изборат со некои за жал тоа си синчири институционални кои што не се поврзани, не функционираат и кога ќе влезеш во тоа е како мајгепсан круг, не можеш да излезеш. Ма и за нас е проблем. Апсолутно. Не само за помлади кои што ја го немаат искуството. Ајде пластично. Например, влегуваме на зелен пазар. Добро. Имаме 20 тезги со патлиџани домати. Добро. И дали ние ќе избереме првата тезга? Не. Едноставно ќе го свртиме пазарот, ќе видиме што најмногу ни одговари, тоа ќе го земе. Ќе ги видиме цените? Ајде. И цени, кој што? Цени, квалитет, вид, потекло, кој што може да реши. Сега вие ставите го тоа во денешно време со понудите за младите луѓе. Значи, еден млад човек денеска бира помеѓу 2, 3, 5 Еразмуса, размени во секој момент. Дали ќе ги прифати или не, дали ќе оди или не, која тема ќе ја земе или не. Бира помеѓу не знам колку понуди за школување. Само во Македонија за факултет можете да бирате над 10
високообразовни институции. Вратете се 23 години назад само, можете да бирате меѓу 3. Само во Македонија, кај ви се отворените граници, кај ви се стипендиите и така натаму. Значи, Ако сакавме да студираме, еве не знам, во Грција ни требаше виза. Апсолутно. Ајде да се присетиме како беше. И 7 пати поскапа цена. Значи, друга? Кажувам дека изборот за тоа е плюс. Да не зборуваме за работни места. Колку читаме секој ден, европските држави имаат потреба од работна сила. И колку од младите на таа возраст, и тука во Македонија работат во кафулиња, кафеани и така натаму ресторани. Добро, да. Најмалку што можат да го понудат тоа истото таму, најмалку. Да не зборуваме денеска што стекнуваат многу понапредни вештини со порана возраст. И сега вие кога имате таа понуда, кога имате сето тоа, а како очекувате до безвест да се борат и да се докажуваат за да останат тука, да се докажуваат на својот предпоставена, да се докажуваат на училиштето и така? Не. Значи едноставно огромната понуда, исто како на пазар со доматите, си го прави своето тука. Значи на втората пречка која што ќе ми ја поставите, не давајќи ми шанса да се догре, јас ќе си отидам на следното место за избор. Сега тука има една друга страна која што сега од другава страна што велат оние кои што се повозрасти, велат треба да се искалемат. Ама ќе се искалемат. Како ние сме се искалемили. Така е, ама ќе се искалемат. Така велат, треба да се потруди. Ти велат така сигурно. Да, така? Да. И треба да се искалемат, меѓутоа ако не го направат тоа во Македонија, ќе го направат во странство. И кој ќе ја изгуби битката? Кој ќе изгуби? Ние ќе изгубиме како земја, ќе изгубиме како фамилии, ќе изгубиме како општество. да. Тоа е сушто, значи, калемењето на младите луѓе нема амбицијата на секоја млада личност секогаш е голема. Ние кога сме биле и генерацијата Нигор и другите генерации и тие што биле пред 50 години, значи едноставно борбата ја има. Сега вие ќе го дадете својот потенцијал, дали тука, дали во странство, тоа зависи од ние колку ќе успееме да примамиме да се останеме. И таа не треба да запре. Нели, треба да не држи постојано. Ќе ве прашам и двајцата. Што треба да се промени за општеството да одговара на потребите на младите? Ајде. Ајде, Бојана, га почнат. Ајде. Што треба да се промени? Мислам дека клучната работа која што кај нас треба да се промени е прифаќање, дека на сите нас не припаѓа општеството. И дека секој од нас има своја улога во општеството и може нешто да даде. Значи, клучната работа која што ние ја грешиме и се рефлектира многу со комуникацијата е тоа што се гледаме како непријатели, како лоша конкуренција или како дека си го зимаме едните на другите. Местото. Местото, да. Па, за жал, да. Тоа е тоа. Така е апсолутно, кога ќе погледнеме околу себе, гледаме дека местото е огромно, меѓутоа буквално исплашени дека ќе ги изгубиме позициите, работните места, перспективата, ќе го правиме тоа што го правиме. Значи, тоа е првата работа, сакаме да смениме, е малце да се отвориме и малце да прифатиме дека секој човек треба да си го добие своето место. Втората работа е дека мора да се комуницира отворено за не само за проблемите, туку и за можностите. Да се слушне сечи став, за да најдеме решение. Бидејќи од овие решенија 30 години до сега, толку е. Едните исти, можности, начини, сме стигнале. Ако сме задоволни, супер, ако сме задоволни, тоа е тоа. Мора да го менуваме нештото. И мора да се отвориме, да се дадат други перспективи. И третата работа, која што мора да се прави, е многу повеќе властите да слушаат, тука зборам и власта, но и опозицијата, секојаш кој што претендира да стане власт, да слушаат, да ги слушаат луѓето, заради тоа што повеќе тие не доаѓаат за да командаат, туку доаѓаат за да ги менаџираат очекувањата, парите на луѓето и да направат подобро место за живење. Да. Бидејќи не само што не се иселуваат младите, поради тоа што тоа не е така, туку излезноста на секој избори ни паѓа, односно желбата да луѓето бидат дел од процесите, да одлучуваат. Не веруваат веќе. Апсолутно. Да, не веруваат во промени. Не само во промени, не веруваат во институции. Да. Знаете што значи вие да не верувате во собствената институција, во одредено министерство или во одреден директорат, кој што вие го плаќате за да ги даде вашите услуги за вас. И вие велите на анкета, која е вашата доверба? Кец, двојка, тројка. Значи тоа е пораз за целокупното општество и мораме тоа да го менуваме. Само така кога ги поставиме работите и ги вклучиме младите во целиот тој процес, ќе може да настанат промени. Ќе те потпрашам и дополнително, да, додека зборуваш, сакам да го слушам Игор. Исто, сам се славам со Бојана, посебно во третата точка. Власта стварно треба да ги слуша младите, бидејќи на нив останува државата.
Мислам, како и да е, се менјаат генерациите и на нас останува и стварно те треба да се прилагат према нас и да ни ги зголемат шансите, да кажам, да успееме во животот. И тоа е, да кажам, моето гледиште. Дека треба да се прилагодат условите кон сегашноста, кон младите и кон новиот начин на функционирање. Сега да те потпрашам затоа што си вклучен во делот на Законот за млади, кој што сега е во процедура, така, во собрание? Измени. Тој закон не е донесен. Измени, да. Институтот со кој што раководам, заедно со Клубот за млади пратеници, меѓутоа и Вестминстерската фондација и многу други соработници, соработнички заедно, работиме на поддршка во имплементација. Кој е проблемот со кој што се соочуваме? Има објективен и субјективен дел. Објективниот дел е тоа што општините кои што треба да дадат поддршка во формирање на локални младински совети навистина кубурат со пари. Добра. Меѓутоа, од друга страна, тотално волјата за да тие такви совети функционираат и реално даваат ефект е нееднакво распространета. Дури во поголемите центри да ги нема. И сега имате дел општини кои што навистина одамна вложувале во младите, во нивни организации, кои што денеска функционираат многу подобро и степенот на доверба на младите е многу повисок, меѓутоа и многу активности, фестивали и неформални акции се случуваат таму. Значи, она што ние го правиме е всушност дадеме поддршка да тој закон почне да се имплементира. Она што ние го правиме е да дадеме поддршка да младите го водат главниот збор макар таму и едноставно навистина да направиме место каде што нешто ќе можеме да промениме. Гледате како изгледаат градовите, па дури и селата, во летниот период кога многу луѓе, вклучително и млади, се враќаат од таму каде што се иселени, тоа е сега, или кога многу туристи ни доаѓаат, како изгледаат? Еве како изгледа Охрид денеска. Препон туристи. Да, викендов. Како е тоа за младите? Тоа е прекрасно, најбавото место на свет. Да. И мора да ги овозможиме тие услови да се случуваат преку целата година, не само за забава, и за работа, и за учење, и за спорт, и за култура, и за секојдневен живот. Така треба да ни изгледа Македонија и ако сакаме така да ни изгледа, мора да дадеме предуслови секој ден. Јас се надевам дека тие измени ќе направат конечно тој закон да функционира и живи здрави ќе видиме тоа здравие Боже треба да биде за еден месец, така? Според И има повеќе работи кои што се прават и стратегијата за ментално здраве кој што се и обидот Клубот за млади пратеници кој што е надпартиско тело во собранието да прерасне во комисија и да биде директен канал на младите. И сега во агенцијата за многу млади, така? Па сите млади пратеници до 35 години од различни партии се таму. И ако тоа стане формална комисија во секој собраниски состав, младите ќе имаат свој канал. Агенцијата за млади спорт со Националната агенција за млади општините, кои што секоја во рамки на своите надлежности нешто се труди, има напори, ама мора да се обединиме да ги тргнеме партиските онаму каде што постојат, да ги тргнеме разликите. Има убави примери. Клубот за млади пратеници е еден од тие примери. Таму и ВМРО и СДСМ и ДУИ и сите други политички партии пред се ги ставаат младите. Да, тие во пленарната сала имаат своји разлики. Во комисиските расправи. Апсолутно. Меѓутоа кога е на тема млади велат тргаме на страна разликите, ние сме имале барем неколку такви искуства со нив и на дело, меѓутоа и на зборови, каде што се вели ги тргаме разликите, вака да направиме или повелете да организираме тоа и тоа заедно или да поднесеме закон заеднички. Бидејќи партиска разлика за тоа дека ни требаат организирање на младите на средношколско, на студентско ниво, или разлика дека корупцијата треба да се исфрли, која што младите ги брка од земјата, или разлика дека треба да има подобри услови за спорт или за култура, мислам дека нема и не треба да има. Барем не по партиска основа. На крај само ќе кажеме и од искуство, не општо земено, добро е познато и оправдано дека ако си има јасна визија и цел не се откажува. Може би ќе потрае време, но секогаш се си доаѓа на својот. Се си доаѓа на својот. Сега ќе си доаѓа на својот.